Крушево уште еднаш докажа дека полека но сигурно станува дестинација за 4 сезони, која што е посетувана преку целата година. За прв пат се одржа настанот Крушево отворени денови или саем за туризам, креативни индустрии и гастрономија, на кој што издавачите на соби, угостителите, како и производителите на разни локални специјалитети можеа да ги представат своите услуги и производи пред гостите. Од Сдруженијето Културен манифест, кои што го организираат овој саем, велат дека ваквите настани ќе донесат нови туристи во градот. Кои ќе го почувствуваат убавините на Крушево преку културните настани, преку гастрономијата, преку вкусовите на Крушево и мислам дека ќе има доста позитивни реакции и се надеваме дека во иднина ќе има уште повеќе пријавени фирми, ресторани кои ќе сакаат да учествуваат во целиот настан и исто и посетители. Освен прекрасната природа и историја, крушевчани покажаа дека може да понудат јавање со коњи, забава во најголемиот адреналински парк во државава, спа центри, мали локални домашни винарии, странски и традиционални специјалитети, па дури и морска храна. Конкретно, нашиот гостителски објект Дуомо Ланч Бар се наоѓа во строгиот центар на градот. Нудиме храна од секаков тип, посебно би сакала тука да ги споменам писите, тестенините, секако традиционалното крушевско грне, топено сирење и слично, значи упатувам апел до сите од секаде да дојдат ова лето во Крушево, бидејќи Крушево има богата понуда во текот на целиот летен период. Во текот на овие неколку денови се организира исто така и Крушево будно, предходеше Уенин Крушево како фестивал. Во наредниот период имаме 10 дена Крушевска република, која што е исто така со голем број на манифестации. Еве ние тука ги имаме па најголемите сместувачки капацитети во Крушево, тоа е прекрасниот хотел Панорама и хотел Монтана, кои што имаат прекрасни спа центри. Исто така во склоп на хотелите го имаме и најголемиот адреналински парк во Македонија, кој што работи 4 сезони, па туристите знаат, можат да уживаат во секој период. Во центарот на градот имаме и вински клуб, односно винарија, која што нуди македонски вина и одлично гастрономско уживање, исто така и рестораните. Нашиот семеен ресторан Пап Истра ние нудиме единствено морска храна. Идејата започна од работењето наше во Хрватска. После 5 годишно работно искуство таму се вративме дома и го отворивме овој мал семеен ресторан. Ресторанот нуди можност да се пробаат сите истарски специјалитети, меѓу кои и паштите со морски плодови, школки, ракчиња, педочи, значи имаме повеќе врсти на истарска храна. Исто тука морам да напоменам салатата Истра, идејата е од таму. Истра е позната по својата пршута и неколку видови на сирење и кашкавал. Исто така и нашиот македонски традиционален рецепт за домашни кебапи, кој е редок во градот и во регионот со наш амур. Јавањето на коњи се одржува покрај езерото, има различни тури и тие се навистина прекрасни и се препорачани за Крушево и да дојдат луѓето да го искусат тоа, заради тоа што навистина е прекрасно. Се промовира и книги од локални автори. И го искористив за промоција на мојот роман Замокот на Арделјан, кој веќе е познат на читателскава публика, сега излезе од печат и Доктрината на тишината, тоа е продолжението. Така да љубителите на готската литература имаат можност да дојдат и да купат. Организаторите се надеваат дека овој саем ќе стане традиционален и дека секоја година ќе има се повеќе компании кои што ќе се промовираат, но и посетители.